човек кој што сака да зборува што било направено во минатото, што се прави сега, меѓутоа се направи исклучок сега во врска со платите што се споменае. Сакаме да направиме на паралела минатото сега, меѓутоа е на споредба помеѓу платите и потрошувачката кошничка според Заводот за статистика, кога била тогаш, како е сега. Значи, 2006 година платите во образованието, 2005-2004 на просечните работници беше околу 12.000 денари и просечната плата во Република Македонија беше толку 12.000 денари. Денес просветните работници земаат околу 21-22, не сум сигурен, може и нешто 1000 денари плюс минус, додека потрошувачката кошничка е нешто над 30.000 денари. А просечната плата исто така? Значи просечната плата во Република Македонија збори. Во непросечната плата, платата што ја зема просветните работници беше 12.000 денари, а потрошувачката кошничка во Република Македонија 2006 се изминувам, беше околу 12.000 денари. Денес просветните работници земаат 21-22.000 денари, а потрошувачката кошничка е над 30.000 денари. А ако правиме споредба на просечната плата во приватниот сектор со потрошувачката кошничка, верувајте дека податоците и фактите ќе бидат многу недостатни за оваа област. Верувајте, како може да биде, тука ни велите дека е добро во образованието, функционира образованието, има редовна настава, па настава имаше и од 41 до 45 во Шумите партизаните држаа настава, имаше наставници кои што држаа настава, меѓутоа дали беше настава во истинска смисла на зборот. Како може да биде добро кога училиштата имаат блокирани сметки, како може да биде добро кога училиштата имаат долгови од 2 милиони денари? Наистина, прашање кои што отвараат одговор. Понатаму, како може да биде добро во училиштата, кога училиштата поради одредени политики кои што се водат од страна на централната власт, од страна на локалната власт, ги доведоа до блокирани сметки, сега тие мора да плаќаат камати, мора да плаќаат судски трошоци, мора да плаќаат трошоци за извршители. Сите тие пари се пари на граѓаните. Јас убеден сум дека директорите воопшто не се виновни и не знам зошто се трудите да ги браните директорите. Директорите не треба воопшто да ги браните. Директорите наистина функционираат во едни тешки услови и функционираат така како што функционираат, меѓутоа добресно би било, јас единствено му се лутам и ја да не речам дека не сум задоволен од директорите во делот на нивото молчење. Меѓутоа и вие како советници треба да посочите главниот виновник. Не ги браните директорите немаат воопшто вина со блокираните сметки со долговите училишта. Велите бесплатен превоз. Точно, бесплатен превоз, меѓутоа власта, ВМРО буквално си го сватила бесплатен превоз и не му плателе на превозниците. Значи, економистите како велат, нема бесплатен ручек, еден ден мора да се плати. Овие ученици сега што се ложат бесплатно, утре ги треба да ги платят овие долгови што се прават сега. Како може да биде добро образованието кога за да функционира училиштата, значи за да функционираат училиштата мора да се прекршува законот за платен промет и со цесија да се плаќаат одредени доверители, а на тој начин се изигруваат доверителите кои што на некој начин се наред за да наплатат одредена сума која што за услуга која што му е дадена образованието. Понатаму, не знам зошто браните нешто што не може да се брани, и не знам зашто се трудите да го браните човекот кој што не можете да го браните, а тоа е Владимир Талевски. Значи, посочете име, презиме, посочете институција која што е виновна и немојте да кажувате дека директорите се добри и функционираат. Директорите воопшто не се виновни, значи повторно ќе кажам, виновни се за тоа што молчат, а за другото не сносат вина. И верувајте, ние како опозиција ќе велиме дека образованието дека не функционира. Вие онака како што треба да функционира, вие како власт ќе велите дека образованието функционира одлично, перфектно и супер, меѓутоа најмеrodavни да кажам дали функционира или не функционира се наставниците, професорите и учениците. А тие си го кажаа својот одговор, си го кажаа одговорот на ова прашање, значи протестираат наставниците, штрекуваат професорите, а сега протестираат учениците. Ако сметате дека ние не сме во право, дали сметате дека и наставниците, професорите и учениците не се во право?